Општина Кочани започна да ги реализира најавените активности за асфалтирање на два крака од улицата Стамен Манов во ромското мало. Во меѓувреме, екипи на комуналното претпријатие Водовод ги приведуваат кон крај градежните работи околу поставувањето нова водоводна инсталација. Ова е еден од предусловите што ќе овозможи целосно комплетирање на сообраќајницата, односно таа да се асфалтира. КП Водовод Кочани прави реконструкција во делот на водоводната мрежа, особено на делот на приклучиците до самите корисници, се со цел за да добиеме и да испорачаме што е можно поквалитетна услуга на самите домакинства овде кои што живеат во овој потек. Ова е едениот крак од улица Стамен Манов, исто така продолжуваме и на дел 2, крак 2 од истата улица, пошто ќе следува и асфалтирање на истата. Со програмата за изградба и одржување на општинските патишта и улици за 2018 година беа предвидени 29 милиони и 700 илјади денари. Дел од средствата, конкретно за улицата Стамен Манов, се обезбедени преку програмата за декада на ромите. Моментално се наоѓаме на едниот крак кој е со должина од 185 метри и ширина 4 метри, така што вредноста на оваа инвестиција е околу милион денара, милиони 4.000 денара. А другиот крак е исто така крак од улица Стамен Манов со должина од 135 метри. Вредноста на таа инвестиција е 975.000 денари. Со самото ова на граѓаните на овие две улици ќе се овозможи подобар пристап до самите улици, инаку средства се обезбедени од декадата на ромите. Од општината истакнуваат дека е направена заштеда на средствата, односно постигнати се пониски цени по реализираните јавни набавки за асфалтирање на улиците Вера Которка, Карпошово во Стание, Асном, Скопска, Петар Синадинов и 555 во Прокрка, како и Стамен Манов во ромското мало. Според градоначалникот Илиев, поевтината изградба на овие сообраќајници ќе овозможи остатокот од средствата да се наменат за други улици. Ние успеавме во јавните набавки да заштедиме околу 6 милиона денари, средства кои веднаш денеска на координација се надеваме до крајот на неделата на седница на Советот тие истите средства ќе бидат пренаменети и веќе јасно се договоривме дека ќе изградиме уште една улица во индустријската зона, значи нова проектирана улица која е во должина од нешто повеќе од 200 метри. Исто така уште една улица ќе работиме во Усово чешма и дел од средствата, односно точно 1 милион денари ќе издвоиме за изведба, односно за проектирање на нови улици. На вистина на нас ни се потребни проекти кои ќе чекат на средства и мислам дека тоа е една правилна одлука, бидејќи во колку и има средства, немаме проекти, тогаш нема да можеме да ги реализираме. Нашата е намера се што имаме улица да ја проектираме, да имаме готов проект и понатаму да бараме средства за решавање на истите проблеми. Градоначалникот Илиев додаде дека во престојниот период ќе се асфалтираат улици и во селата Горни и Долни Подлог, во Прибачево, Градовци, крак на улицата Маршал Тито во Мојанци и во Тракање, а ќе се работи на пробивање и тампонирање на улици како подготовка за асфалтирање. Имајќи ги предвид состојбите со повеќе неодамна асфалтирани улици и потребите од поправки, тој истакна дека посебно внимание ќе се бара и од надзорот на градежните работи.